ова издание. Њујорк се обидува да се прилагоди на новата нормала. Последиците од пандемијата се чувствуваат во сите сфери на животот. Американскиот ракетен и вселенски центар во Хансвил, кој е дом на вселенскиот камп, се соочи со затворање поради COVID-19. Самоуправувачките роботи помагаат да се намали ширењето на вирусот, но поради нив расте стравот од загрозување на работните места. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Пандемијата предизвика промени во секојдневното живење. Еве како жителите на Њујорк ги менуваат дневните рутини за да се прилагодат на новата нормалност. Aria, hello, hi Deborah. Модните консултации сега се прават преку интернет, додека дизајнерката Мартина Детрих им помага на своите клиенти да ја усогласат својата гардероба со посткарантинот. So what we need is Значи ни треба нешто од тука до тука, затоа што сите седиме пред лаптоп, компјутер, имаме состаноци на Zoom. and you have Zoom meetings. Пандемијата го промени начинот на живот. Исто така и модата се промени. Наместо познатиот канцелариски стил на облекување, сега удобноста е приоритет број 1. Во ерата на состаноци на Zoom, вниманието се префрла од целосната облека на она што може да се види во малиот прозорец на лаптоп. This coat you can also Ова сако можете да го облечете и обратно. Тогаш моделот е со отворен грб, но во овој случај вие седите пред компјутер. Јас секогаш ги дизајнирам моделите да можат да се носат на повеќе начини. just have it on Zoom. Њујорк се обидува да се прилагоди на новата нормала. Последиците од пандемијата се чувствуваат во сите сфери на животот, така што и работи што биле вкоренети во секојдневната рутина мора да се менуваат и прилагодуваат. Морам да следам лекции на интернет сега. Различно е кога сте на час и кога сте дома. Тука сум 35 години и никогаш не сум видел вакво нешто. Целата моја заштеда ја нема. Немам повеќе заштеда. Животот се промени. Работите што ги правев порано не можам да ги правам повеќе. Не можам да одам на местата на кои порано одев. Не можам да комуницирам со семејството. Последиците се огромни. Метрото е полупразно, бидејќи њујорчаните предпочитаат да шетаат. Луѓето заради релативна безбедност на работа одат со автомобил. Затворени се многу бизниси. До јануари над 600.000 работни места може да исчезнат. Продавниците кои се специјализирани за канцелариска облека, една по една, најавуваат банкрот. Майкл Потер размислува за нова канцеларија. Неговата компанија, наречена Monarch Capital, има канцелариски простор во оваа зграда уште од 2000-та. Пандемијата го погоди инвестицискиот сектор тешко, а бизнисот едноставно не може да продолжи да работи како порано. You don't need as much support staff. Не ви треба толку персонал за поддршка. Ако работите од дома, многу работи завршувате сами. Многумина се надеваат дека септември ќе донесе некаква нормалност. Властите во Њујорк веќе објавија дека децата може да се вратат во училиштата, што значи дека некои родители може да почнат на работа. Корона кризата се одрази и на работењето на Американскиот вселенски центар во Алабама. Еве зашто се работи. 2019, 50 годишнината од слетувањето на месечината беше значајна година за Американскиот ракетен и вселенски центар во Хансвил, Алабама. Посетители од целиот свет дојдоа да прослават во градот каде беше развиена ракетата Сатурн 5, која ги однесе астронаутите во Вселената. Имавме рекорден број на посетители. Минатата година имавме речиси 45.000 студенти во Вселенскиот камп. Тоа беше неверојатна година. Ја почнавме 2020 со многу посетители, а Вселенскиот камп за летово беше целосно распродаден. Пет Амос од Американскиот ракетен и вселенски центар вели дека се запрело кога COVID-19 пристигна во САД. Вселенскиот камп, популарната програма на центарот во која младите учат како е да се биде астронаут, целосно престанала со работа во март. Приходите од посетителите веднаш испарија. Иако е државна агенција, Амос вели дека центарот не добива државно или федерално финансирање и не се квалификува за помош од мултитрилионскиот пакет поддршка кој го изготви Конгресот. Ние ги добиваме приходите од посетителите и од студентите кои доаѓаат во Вселенскиот камп.
Ова вклучува и многу посетители од странство. About 20% yearly. Околу 20% од нашите посетители доаѓаат од странство. Особено на есен имаме многу студенти кои доаѓаат од Австралија, Обединетото кралство, Кина и Индија. Многу студенти доаѓаат како групи преку училиштата. Нема да дојдат оваа година. Како што посетеноста исчезна, центарот брзо ги троши за штедите. By the end of October, До крајот на октомври ќе ги потрошиме за штедите што ги имаме. Доколку не добиевме најмалку 1,5 милиони долари до крајот на октомври, немаше да можеме да го држиме музеот отворен и немаше да можеме да имаме вселенски камп во 2021. Бен Чендлер, матурант од Вселенскиот камп, кој сега е председавач на непрофитната образовна фондација на Ракетниот и Вселенски центар, која помага во финансирањето, вели дека тогаш се одлучиле да побараат помош преку онлайн кампања. За само 7 дена собравме над 1,5 милион долари и кога последно проверив, над 8.000 поединци имаа донирано во кампањата. Корпорациите Боинг и SAIC беа двата најголеми донатори кои заедно придонесоа 750.000 долари. Thank you for saving the space camp. Чендлер вели дека, иако организацијата сега има доволно пари, собирањето на средства не е завршено. Сега се обидуваме да поправиме дел од финансиската штета и затоа ќе одржиме кампањата, да направиме што е можно повеќе добро. Денес, иако Вселенскиот камп е отворен, операциите се значително намалени. we would be Вообичаено овде имаме над 1000 деца неделно. Сега работиме со 40 до 45% од нормалниот капацитет во музеот и со 20% во Вселенскиот камп. Амос вели дека оваа година Вселенскиот камп нема да биде постојано отворен поради здравствените рестрикции. our fall and winter Нашата есенска и зимска сезона се меѓународни групи. Поочигледно е дека тие нема да дојдат. Сепак, надежта е дека намалувањето на ширењето на COVID-19 ќе овозможи Вселенскиот камп и Ракетниот центар да може да примат повеќе посетители, дека наредната година ќе биде понормална и поуспешна. Се повеќе продавници започнуваат да користат роботи за извршување на секојдневните задачи. На овој начин ги задоволуваат мерките за социјално дистанцирање, но и ги намалуваат трошоците на работењето. Сепак многу ми настравуваат дека ова ги загрозува работните места. Ова е Тали, самоуправувачки робот, направен од Simbi Robotics, стартап компанија во Калифорнија. Компанијата вели дека продавниците треба да се префрлат на автоматизација, откако мерките за коронавирус затворија многу бизниси, а работниците останаа дома. Компанијата ги изнајмува овие роботи на супермаркети, аптеки и на други продавници низ целиот свет. Се овозможува социјално дистанцирање, бидејќи задачите ги извршуваат роботи, а не луѓе. Друга компанија, Brain Corp, произведува уреди кои сами го чистат подот, без потреба од контакт со луѓе. Фил Дафи е заменик директор во оваа компанија. На ваков начин вработените се ослободуваат од оваа монотона задача која одзема часови и може да се посветат на задачи како што одржување на хигиената. Дафи вели дека целта е да им се помогне на продавниците, а не да се одземат работните места. На овој начин им се дозволува на луѓето да се фокусираат на повредни задачи, кои роботите не може да ги направат. This game is one of my favorite. Работите имаат и негативни страни, вели Майкл Чуи, аналитичар во глобалниот институт McKinsey. Тие не бараат боледување, но понекогаш се расипуваат. Сепак користа од автоматизацијата е реална. Економските и синдикалните официјални лица стравуваат дека автоматизацијата би можела да замени повеќе работници, како што стапката на невработеност во САД се зголемува, а големи трговски синџири како Джей Кру и Нимен Маркус веќе се во банкротство. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатен викенд.